Амбулантни возила кои често се гледаат низ скопските улици потсетуваат дека многу луѓе секојдневно се борат за здив и живот. Го живееме деветиот месец од пандемијата со коронавирусот што го зафати светот. Граѓани на социјалните мрежи се жалат дека тешко се доаѓа до преглед, а уште потешко до болнички кревет. Заморот на медицинскиот персонал и нетрпението на граѓаните се дел од причините за таквата слика. Но во дел од ковид центрите на скопските клиники сликата е поинаква. Ние го посетивме ковид приемниот центар на клиниката за неврологија каде што се хоспитализирани околу 40 пациенти. Во ковид центрите доаѓаат пациентите кои се гладни за воздух. 62 годишниот Ацо Камчев по неколку дневна изнемоштеност бил примен на неврологија каде што сега состојбата му е подобрена. Чувствував слабост и смоштеност. Бев примен, подложен на оние редовни проверки, на компјутерска томографија. Самото лекување продолжи, мислам, без никаков проблем. Можам да кажам дека персоналот во целост беше посветен на својата работа, не само во мојот случај, туку и во однос на сите останати пациенти се чувствувам лично релативно добро, благодарение на самата неја. Многумина од пациентите не сакаат да зборуваат за искуството со болеста. Дел од нив и не можеа поради маските со кислород на кои беа приклучени. Во интензивниот дел се лекуваат пациенти со потешка клиничка слика. Медицинскиот персонал кој се грижи за болните вели дека во Центарот на неврологија добиваат кислород и потребна терапија за да се изборат со коронавирусот. Овој центар хоспитализира ковид пациенти во последниве месец дена, па за персоналот ова е сосема нова здравствена проблематика со која сега се справуваат. Главната медицинска сестра вели дека за нив ова е стресно, но и нешто поемотивно во однос на медицинските работни задачи од претходно кои што ги имале на неврологија. Сите сме исплашени, и персоналот е исплашен, и пациентите, меѓутоа, кај нас секогаш преобладува на смирено, љубезно, значи со трпение, мора да има обострано трпение, иако пациентите нели доаѓаат со глад за воздух, па имаме ние концентратори што веднаш се уклучуваат на тоа, што им се пружа првата помош, да кажеме, на пациентите, така да успеваме некако да се справиме во тој поглед. Докторите во овој ковид центар доаѓаат од пулмологија, а на помош им се дојдени и тројца доктори доброволци од воената академија. Недостатокот на кадари на медицински капацитети се клучните проблеми во македонските болници. Во внатрешноста на земјата овој проблем е поизразен, особено поради недостигот на инфектолози. Во изминативе недели бројот на новозаразени нагло се зголеми во Прилеп, речиси 3000 заболени и над 130 починати. Градскиот татко Илија Јовановски, кој по професија е ортопед, повторно го облече белиот мантел и влезе во инфективното прилепско оделение да волонтира. На помош ги повика и матичните лекари. Матичните лекари ќе се приклучат на мојот повик, на кризниот штаб. За жал, на помала бројката што очекував, морам да признам, ама во секој случај оние што се пријавија во овој момент е доволно за почеток. Во понатамошниот тек од настаните јас верувам дека ќе се пријават уште некој. Зголемениот број на ново заразените ги наполни болничките кревети на инфективните оделенија со пациенти заразени со COVID-19. Своите кревети за ковид пациенти ги отстапија и многу други болници и клиники каде што вкупно во скопските болници се лекуваат речиси 500 ковид пациенти. Во другите градови во болница лежат околу 800 заболени од коронавирусот. Во изминативе 10 месеци со коронавирус се заразиле над 60.000 луѓе. Од нив активни случаи се над 20.000. Битката за воздух ја изгубија над 1700 луѓе.